ова издание. Какви сигнали доаѓаат од ЕУ за почеток на преговорите за членство? Ке попушти ли Франција? Загриженост во САД по разузнавачките информации за мешање на Русија и за изборите во ноември. Ве водиме и на свирка на единствениот рок бенд со музичари од Балканот во Вашингтон. XU хитови на репертоарот. Останете со нас. Добро вечер. Ова е ТВ журналот Ньюсфлеш на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тоше Огњанов. Нови превирања на политичката сцена во САД. Разузнавачки представници ги предупредиле американските законодавци дека Русија се меша во новата изборна кампања за да му помогне на председателот Доналд Трамп да биде реизбран. Следат вестите. Предупредувањето покренува прашање за интегритетот на председателската кампања и дали администрацијата на Трамп презема соодветни чекори за борба против мешањето какво што беше видено во 2016-та. Еден ден по брифингот на 13 февруари пред Комисијата за разузнавање на представничкиот дом, Трамп бил лут на тогашниот директор за национално разузнавање Джозеф Маквајер и неделава објави дека Маквајер ќе биде заменет со Ричард Гренел, кој е лојален на Трамп. Роджер Стоун, ветеран, републикански оперативец и долгогодишен пријател на председателот Доналд Трамп, ќе започне со ослужување на затворската казна за 2 недели, откако ќе се постапи по неговото барање за повторно судење. Вчера, федерален судија во Вашингтон го осуди Стоун на повеќе од 3 години затвор заради обструкција на конгресна истрага во врска со мешањето на Русија во председателските избори во 2016-та. Израелскиот премиер Бенјамин Нетањаху вели дека дури ако демократ е избран за председател во ноември, планот на Доналд Трамп за Блискиот исток ќе биде спроведен. Дацијан Циоло, првиот човек на една од најмоќните политички групи во Европскиот парламент, допатува во Скопје. Пораките се дека може да се очекува позитивна порака за почеток на преговорите со ЕУ. Владимир Мирчевски известува. Од европските институции доаѓаат се посилни пораки дека во наредните месеци може да се очекува позитивна одлука за преговори со Северна Македонија. Првиот човек на Renew Europe групата Трета помоќ во Европскиот парламент, во која влегува и партијата на францускиот председател Макрон, денеска во Скопје порача дека земјата е подготвена за почеток на преговори. Дачијан Чолош, освен за датумот, беше јасен и за значењето на Преспанскиот договор. I am confident and optimistic that very soon Јас сум многу уверен и сум оптимист дека набрзо во првата половина од годината ќе можеме да донесеме одлука и да ги увериме сите земји членки за отворање преговори со Северна Македонија. Важно е да се одржуваат добрососедски односи и да се покаже дека земјата е способна да ги почитува меѓународните и билатералните договори со соседите. Од земјите членки владата очекува поправање на грешката од октомври, во спротивно според премиерот ќе им се дадат аргументи на националистичките струи. Преку европските пратеници упатив порака до сите земји членки на Европската Унија да донесат позитивна одлука за почеток на преговори за членство на Северна Македонија во Европската Унија. Зошто? Затоа што ние покажавме политичка зрелост, институционален капацитет за сериозни реформи, дури и во овој предизборен период. Во наредниот период очекуваме иста таква зрелост и од државите членки на Европската Унија, за да не се даваат аргументи за зајакнување на националистичката и антиевропската реторика во земјата, која може да ги стави во ризик договорот од Преспа и реформските процеси. Впечатокот е дека Париз попушта по изјавата на Макрон дека ако комисијата утврди дека има напредок во реформите, ќе има ситуација за почеток на преговори. И сигналите од Хаг се позитивни, особено по усвојувањето на законот за јавно обвинителство. Македонија ги исполнува критериумите, изјави шефот на дипломатијата Стеф Блок во настап во холандскиот парламент. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски. Трката на демократските председателски кандидати се префрли во Невада. Таму главниот фокус на борбата ќе биде да се освојат симпатиите на околу 200.000 членови на синдикатите. Керолин Пресути беше во Лас Вегас. Американските синдикати историски се важен фактор во политиката. Во време на нивната кулминација, 21 милиона работници биле членови на синдикатот. Пред неколку децении, поддршка од синдикатите значело речиси сигурна победа на кандидатот во многу сојузни држави. Ова важи денес за Невада. Дом на казина и се уште моćниот кулинарски синдикат со повеќе од 60.000 членови. Синдикатот поддржал бројни кандидати во неговото 84 годишно постоење, но не и сега.
Овој пат одбра да промовира приоритети и цели наместо кандидат. Ќе поддржиме кауза. Повеќе гласови се посилни од еден. Секој што јадел во хотелот Фримонт може би го видел членот на синдикатот Джейсон Миранда, кој работи на снабдување во кујната. Вели дека не чекал да види кого ќе поддржи синдикатот за да гласа на кокусите. Сакам да се заштити здравствената заштита. Иако синдикатот за кулинарство не поддржа кандидат, ги предупредил членовите дека планот на сенаторот Берни Сандерс за владино финансирање на здравствена заштита за сите ќе значи крај на приватното здравствено осигурување. Мислам дека Берни Сандерс е чесен човек. Гери Бауман е член на синдикатот на таксисти повеќе од 40 години. Гласал веќе за кандидат за кого верува дека најверојатно ќе го порази Трамп. Бев неопределен меѓу Џо Бајден и Еми Клобучар. Бауман купил куќа од заработувачката како таксист, но вели дека тоа денес е невозможно, зашто синдикатот слабее. Ке има келнери, роботи и многу други работи. Битката е меѓу синдикатот и автоматизацијата. Аналитичарите велат дека без поддршката на синдикатот, најпогоден ќе биде поранешниот потпредседател Џо Бајден, кој има долгогодишни врски со синдикатите и чија поддршка му е неопходна по слабиот резултат во Ајова и Њу Хемпшир. Музиката од некогашната ю-рок сцена е популарна меѓу екс-јузерницата во САД. Затоа голем придонес има и рок бенд од Вашингтон, кој преку познатите рефрени од Лепи Сол, Бајага, Ван Гог ги обединува луѓето од Балканот. Минатиот викенд им бевме на настап. Погледнете како беше. Сабота навечер, на 30 на километри од Вашингтон. Ечат звуците од познатата обработка на песната Јовано Јованке. А зад инструментите се музичарите од DC Electric, единствен бенд во околината на главниот град на САД што свири рок музика од некогашните југословенски простори. Бендот постои од 2011 година, а во него поминале повеќе балкански музичари. Фронтменот и водечка гитара е Вања. Некој доаѓа, некој заминува. Сега сме во овој состав. Вања, Ненад, Аца, Рашко, ја имаме и пејачката Маја. Почнале како мал акустичен состав, свиреле за своја душа. Денес често настапуваат на местата каде што се собираат луѓе од Балканот. Бенд обично настапува. Најчесто настапуваме во реонот на Вашингтон, неколку пати годишно одиме и во Њујорк и околината. Секој од нив има редовен работен ангажман, а настапите со бендот им се најмногу поради љубов кон рок музиката. Ми сме ту затоа што волиме музика, а не... Тука сме затоа што ја сакаме музиката. Не заради некои други работи и најмалку заради пари или нешто слично. Познатите рефрени добро ја размрдаа публиката, собрана во саботната ноќ. Сите желни да ја слушнат музиката што им недостасува. Вечерва е супер, потсеќаме се на стара добра музика од нашите времења. Највозрастниот член на бендот е Рашко, кој има и македонско потекло. Вели дека пораката што сакаат да ја испратат и до новите генерации е дека музиката обединува. Тие не пра разлика дали е групава од Скопје, Белград, Загреб, Сараево. Само знаат дека е добра ствар. И ако е прљаво казалиште, тие ќе ми рече, ова е многу добра ствар. А јас ќе му рече, тие се и така да политички тотално е исклучено и тоа ние покушаваме да го одржуваме со овој бенд. Пораката од Рашко беше одлично примена. Убаво, многу убаво. Одлично, супер е. До доцна во ноќта, секој на свој начин уживаше со стиховите од ЕКВ, Бајага, Риблја чорба, Палашевик, Лепи Сол. На бендот му посакуваме уште многу добри свирки. Го гледавте News Flash на Гласот на Америка на македонски. Јас сум Тошо Огњанов. Ви посакувам пријатен викенд и до гледање до следната недела.